Драги родители и сите кои сте вклучени во грижата за децата. Проектот Родителски вештини во време на COVID-19, подготвен од Тимо Трајс при Институтот Алтернатива, полека се ближи кон својот крај. Во изминатите 3 недели имавте можност да следите серија на прилози за подобрување на родителските вештини во време на криза, подготвени од моите колешки Мери, Натка, Вида, Деспина, Бети и Тина. Тие ви зборува и ве советува како подобро да се справите со несаканите однесувања на своите деца во овој кризен период, кој мораме да си признаеме сите нелагодно го доживуваме. Ве упатија во вештините време поминато 1 на 1. Во важноста од тоа вие да останете позитивни, за да можете да им помогнете на вашите деца да го променат своето однесување. Во структурирањето на денот, за одржување на флексибилноста и конзистентноста на дневните рутини и воведувањето на новите правила. Ве воведоа во најразличните техники како да се справите со проблематичното однесување на вашите деца, како на пример техниката на игнорирање. И конечно, за тоа како вие да останете смирени и како да го совладате стресот, односно како да се грижите за себе, за да бидете поефикасни во грижата за своите деца. Сигурно има и многу други техники и вештини, но ние ги одбравме најзначајните. Јас сум доктор Славица Гајдазис-Кнежевиќ и мене ми е чест да го дадам завршниот збор на серијата Совети за подобрување на родителските вештини во време на криза. Денеска ќе зборуваме за тоа како поефикасно и посоодветно да го водите разговорот со вашите деца, вклучително и за овака предизвикувачки теми како што е COVID-19. Сите сме секојдневно преплавени со различни информации за вирусот. Голем дел од тие информации не збунуваат, понекогаш и не плашат. Веројатно знаете дека информациите допираат и до нашите деца. И во нивните глави може би има голем број на непознатици и прашања кои можат да ги збунуваат, а може би и да ги плашат. Дајте им можност да ги споделат со вас овие чувства, но и своите мисли и своите прашања. Разговорот со вас во тие мигови може да биде од огромна важност и да биде лековит, особено ако ги почитувате следните препораки. При водење на било каков разговор со вашите деца, особено е важно како сте вие подготвени за тоа. Кога разговараме ние возрастните, секогаш сакаме да имаме пред нас соговорник кој што е целосно посветен и фокусиран на разговорот. Истото важи и за нашите деца. Кога ќе тргнете да разговарате со вашите деца, користете ги и техниките кои што моите колешки ги споделија со вас. Например, многу е важно да можете да остварите контакт лице в лице со вашето дете, а за тоа потребно е да се спуштите на висината на своето дете. Важно е да бидете смирени, да бидете сталожени и посветени на разговорот со детето и со тоа ќе му покажете дека сте тука за него и дека овој разговор кој што го водите ви е особено важен. Прилагодете се на речникот на детето. Прилагодете се на возраста на детето со својот речник и бидете што е можно појасни и пократки во одговорите и описите, за да можат да ве разберат децата. Дозволете им на децата да ве прашуваат и да ве дополнуваат. А вие доволно е да бидете искрени и отворени. Голем број родители сметаат дека информациите за децата, дека информациите ги вознемируваат децата и дека не треба да ги споделуваат со нив. И до некаде се можеби во право. Меѓутоа, ако децата пројават интерес за одредени информации и не ги добијат, таа тишина и тајновитост не им помага. Напротив, ги збунува и ги плаши. И од друга страна, запомнете, вие немате задача да ги знаете одговорите на сите прашања. Доволно е да му кажете на своето дете, ако не го знаете одговорот, ова се уште не го знам, но ќе го истражам, па ќе ти кажам. Или уште подобро, ајде заедно да истражиме или заедно да прочитаме, за да го дознаеме одговорот. А ако пак пред вас имате адолесцент, тогаш дајте му задача тој да истражува и да дојде со информација. Со тоа
ќе ја потикнете неговата креативност, иницијативност и ќе ја охрабрите неговата самодоверба. Од друга страна, немојте да заборавите дека децата учат од нашето однесување, па така од вас можат да научат дека не е страшно ако нешто не се знае, особено ако после тоа следи волјата и подготвеноста тоа да се научи. Ако разговарате со вашите деца за COVID-19, тогаш можете тоа да го направите во форма со приказна, ако тоа се мали деца. А со повозрасните можете да разговарате разменувајќи информации. Крајната цел на сите тие разговори за COVID-19 е да им помогнете на вашите деца да разберат колку е важно да ги почитуваат мерките на заштита и на тој начин, како што е, например, миењето раце, носењето на маски и на тој начин да се заштитат себе си, да ве заштитат вас и при тоа да ги заштитат сите оние кои им се важни во нивниот живот, како што се, например, нивните баби и дедовци. Се надевам дека овој разговор за ефикасните техники во водењето на разговор со вашите деца ќе ви биде од помош. Ве оставам во добро здравје и пријатно расположение.